Темата на денешната пресконференција странски партнери за македонските компании преку европската мрежа на бизнис можности Enterprise Europe Network. За таа цел на почетокот ќе говори Александар Филиповски, член на тимот на ЕН Македонија, кој што ќе ве презентира мобилната апликација за бизнис можности, а со нас е и професор доктор Виктор Темановски од Машинскиот факултет Скопје, член на ЕН тимот. Повелете, Александар. Ви благодарам многу. Како во самата најава што беше, ја имам можност да ја презентирам првата мобилна апликација за вмрежување на македонски мали и средни компании со компании од странски пазари. Ова е всушност прва мобилна апликација во регионот, која што е директно поврзана со базата на Enterprise Europe Network и им дава можност на македонските компании полесно да се мрежат со компании од сите европски пазари, меѓутоа исто така и да земат учество на разноразни настани за поврзување со компании, истражувачки центри, универзитети, се со цел забрзан раст и развој преку процес на интернационализација. Мобилната апликација InnoBiz, која што во моментов ќе ја презентирам, беше лансирана во февруари годинава и е дел од проект јакнење на капацитетите на малите и средни компании преку подобрена поддршка за иновации, проект кој што е кофинансиран од страна на Европската Унија и всушност оваа мобилна апликација е една од алатките кои што беа креирани во рамки на проектот. Мобилната апликација е достапна на две платформи, Android и iPhone, и може да биде бесплатно симната преку овие платформи. Јас накусо би ја представил и содржината на мобилната апликација, која што всушност преку самото симнување и креирање на кориснички профил, компаниите имаат можност бесплатно да пристапат кон содржините на мобилната апликација и веднаш да ги увидат бенефициите кои што таа ги носи со себе. Ова е почетниот изглед, односно кога ќе се логира самата компанија и како што може да забележите има повеќе секции од интерес за компаниите. Првата е можеби најбитна е пронаоѓање на партнери, кој што всушност како што напоменав и на самиот старт, врзана е со датабазата на Enterprise Europe Network, која што чинам имам повеќе од 50.000 профили, кои што редовно се објавува, се освежува самата таа база од сите партнерски организации во сите земји. Исто така постои секција за отворени повици од национални и интернационални програми и институции, кои што им овозможуваат на компаниите да обезбедат дополнителен капитал, се со цел да ги финансираат своите иновативни активности и да го забрзаат својот раст и развој. Исто така има и секција настани, во која што редовно се освежува со нови настани кои што им овозможуваат на компаниите да посетуваат конференции, B2B средби, настани и така натаму, и се со цел да пронајдат партнер што е можно побрзо. Би сакал да напоменам дека од лансирањето на нова мобилна апликација успешно имавме компании кои што учествува на интернационални настани за вмрежување во Виена, во Солун, во Барселона, во Турција и така натаму, и се надеваме дека ќе имаат успешни резултати од тој процес на вмрежување. Меѓутоа би започнал исто така и со прегледот на самата мобилна апликација. Секцијата за пронаоѓање на партнери изгледа вака и се објавени профили кои што можат самите компании да ги пребаруваат. Поделени се на три дела, односно на три категории. Едната е на технологии, втората е насочена кон бизнис и третата категорија е насочена кон програми за истражување и развој, како што се Хоризонт 2020, СМ инструменти и така натаму. Меѓутоа исто така тука ние ги внесуваме и сите оние повици кои што се интересни и достапни за македонските компании, како што се од Фондот за иновации и други локални и национални програми од Македонија. И кога ќе може самата компанија пристапува на одреден профил и може да ги види деталите што таа компанија нуди или побарува и веднаш може да утврди дали всушност се пронаоѓа и може да одговори на барањата на партнерот од странство. Секцијата настани изгледа слично. Се излистани интернационални настани од многу земји,
и компаниите можат согласно секторот да определат дали тука има можност за интернационализација или не. Исто така кога ќе се разгледа одреден настан, веќе има тука и профили и на компании кои што имаат учество, па компаниите може да определат дали имаат интерес да учествуваат и да инвестираат во своето представување на одреден интернационален настан. Секцијата за повици изгледа вака. И кога ќе се отвори еден проект, компаниите може да ги прочитаат критериумите и деталите на самата програма и на повикот за финансирање и може да определат дали всушност одредена програма е соодветна за нивната компанија и со тоа да определат дали всушност имаат можност да земат учество и потенцијално да добијат одреден грант кој што ќе ја финансира нивната иновација. Секцијата новости на која што тимот редовно работи е секција која што ние редовно ја ажурираме и им даваме на компаниите корисни информации за нивниот раст и развој од различни содржини, дали се тоа настани, повици, некакви водичи, ресурси, алатки и така натаму. Напоменал тука дека всушност самите компании, кога ја користат мобилната апликација, утврдуваат се што им е во интерес и всушност секој пат кога комуницираат со тимот кој што всушност го превзема нивното барање и одговара на тоа што компанијата го испратила до нас. Од објавувањето повеќе од 300 компании во моментов ја користат оваа мобилна апликација. Ние се надеваме дека со понатамошната промоција на нова мобилна апликација повеќе и повеќе компании ќе имаат интерес да ја користат и дека ќе биде од интерес. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Пред да отвориме простор за прашање, ќе му дадеме збори на професор доктор Виктор Стемановски да даде краток осврт на проектот. Повелете. Благодарам. Значи на Македонија е присутен повеќе од 10 години и ние за цело време се обидуваме на македонските компании, на македонските истражувачи и иноватори да им понудиме алатка со која ќе излезат на меѓународниот простор. Токму оваа алатка што ја промовира колегата Александар е еден таков начин и таа алатка е сушност целата дејност на Enterprise Europe Network Македонија ја прави да биде достапна на секој оној кој што е заинтересиран. На Македонија инаку, како што кажав, 10 години е веќе присутна во Република Македонија, практично од самиот почеток. Бевме една од првите такви на Балканот, заедно со словенците од бившите југословенски простори. Македонија и Словенија беа први, потоа мрежата се прошири во оние други бивши југословенски републики. Она што е интересно е дека е тоа алатка која што е директно поврзана и која што е дел од поглавието 20 за индустријска политика, по која што сега се прави скринингот за да се отворат преговорите. ЕН е носител на еден важен дел од таа програма за индустријска политика на Европската комисија и тој се рефлектира во Република Македонија преку Enterprise Europe Network. Работиме во услови на, да кажам, економска состојба таква каква што е, работиме добро и одиме понатаму веќе во наредниот период. Благодарам, толку имам да кажам. Повелете доколку имате прашање.